Здраво и добродојдовте во уште една епизода од серијата на подкасти на Генерација ММ. Моето име е Анита и денес зборуваме на малку поразлична тема. Несумнено досега опфативме различни теми кои што се од клучно значење за младите, како поврзани со нивното ментално здравје, кариерен развој, навиките на работното место, активизмот, меѓутоа денес исто така малку зборуваме и за она што е актуелно во овој период. Тоа се предстојните парламентарни председателски избори, а денес зборуваме на тема политичко образование кај младите и нивна вклученост во овие процеси. Денес со мене имаме двајца супер гости. Прва со мене е професорот доктор Ненад Марковик, кој што е професор на катедрата на политички науки на Правниот факултет во Скопје. И исто така уште една колешка Зорана Антовска, која што е дипломирана студентка на политички студии, меѓутоа исто така и демонстраторка на оваа катедра. Се надевам дека ќе уживате во наредните 60 на минути, каде што ние ќе пробаме да истражуваме малку во пейсажот на политичкото образование во земјата, представеноста на младите во политиката, вклученоста на младите во овие донесувачки одлуки и така натаму. Професоре, би ве запрашала што е политичко образование? Дали е исто со граѓанско образование и ако не, пошто се разликуваат? Добро, јас секогаш прво да се извинам што ви го растурив концептот со лејзи беговите. Мислам дека ова ќе биде единствениот подкаст кај што ќе има столици, така тоа беше на моје инсистирање, ве се извинувам и на публиката и на организаторите. Од технички причини не беше изводливо во мојот случај. Кога ме праша, истото прашање ме праша на една трибина каде што со Министерството за образование промовиравме една студија за политичко образование која работевме јас и двајца колеги од Правниот факултет. И тогаш најпросто реков дека политичкото за разлика од граѓанското образование ги обработува и непријатните теми за кои луѓето не сакаат да слушнат. Во политиката граѓанското образование е малку по-бенигна категорија која ги опфаќа само оние позитивни вредности. Иако според она што се нуди во нашите наставни програми би можела да биде малку и видоизменета и проширена. И тоа политичкото образование опфаќа теми кои може би помалку сакаме да ги слушнеме, како што се, не знам, конфликти, граѓански судири на идеологии и така натаму, може би дури концептите зависно како ќе форматирате наставната програма, концептите на геноцид, например, или не знам, војни и така натаму, значи политичка битка, не мора таа нужно да биде, нели, негативна, конфликтна и така натаму, меѓутоа ги опфаќа оние аспекти кои во граѓанското образование се избегнуваат. Така да е малце посеопфатно, граѓанското образование може да се каже дека е дел од политичкото образование, може да се каже дека е некаков кросовер помеѓу политичко образование и социологија или делови од политичкото образование и социологија, меѓутоа не се синоними во никој случај. Она што јас го препорачувам е овој концепт на граѓанско образование да се прошири, да се описменат младите во однос на она што е политика, како функционира, кои се незините реалитети и така натаму, и тука мислам дека има повеќе доволно кадар кој може тоа да го предава. Со оглед на тоа дека сега кај нас постои една интересна ситуација во насочените школи, значи не гимназиите, во насочените школи е задолжително граѓанското образование, кој би можело да биде заменето со политичко образование по моје видување, меѓутоа не и во гимназиите каде што има една погрешна представа дека предметите како што се социологија, историја, филозофија и така натаму ќе заменат она што треба да биде содржина на предмет кој би се викал потенцијално политичко образование. Не може да ги заменат тие содржини. Тој предмет мора да биде фокусиран на конкретни теми, на конкретен корпус на идеи со кои треба младите да се запознаат и е прилично различно од сите предмети кои претходно ги споменав. Така, веќе опфативте некои делови, меѓутоа какви се форми кај нас постојат на политичко образование, без разлика дали е формалното и неформалното образование? Добро, дел се покрива со граѓанското образование, одредени теми, ако ги отворите учебниците, ќе најдете многу грешки, ќе најдете многу неточни информации, ќе најдете во учебниците кои тангираат теми од политичкото и граѓанското образование и предмети кои се врзани за тоа, кои некој од нив ги споменав, ќе најдете многу чудни содржини. Имаше сега една нова анализа од колегите Ѓузелов и Мариглен Дамири, каде што укажа за тоа колку учебниците се несоодветни по одредени предмети, какви се извинувам на терминот глупости пишува во нив, така да ќе мора хитно да поминат еден процес на ревизија. Меѓутоа, оно што политичко образование повеќе се одвиваше во овие 20 години, бидејќи сум предавал на сите тие академии, конференции, панели, не знам, и така натаму, се одвиваше најмногу преку фондациите на странски држави. Дали беше тоа преку американските фондации, во најголем дел преку германските 2 или 3 фондации кои се овде присутни и така натаму, беше во некакви неформални формати,
надвор, замислена како политички школи, например за политичките подмладоци, млади активисти од цивилниот сектор, а потоа луѓе кои би биле заинтересирани. Беа доста отворени како формат, не беше проблем, не беше тоа нешто, да речам, ексклузива некакво, можеше да дојде секој кој сакаше, постои место за секој кој се интересира, меѓутоа не беше никогаш во некаков формален, да речам, во некаков формален формат или модалитет предавано. И се разбира, тука се политичките студии, ако баш ви интересира, ќе ги запишете, меѓутоа до факултет модалитетите беа покриени преку граѓанското образование на многу овие екстракурикуларни, да ги наречеме, активности, како што беа разни политички школи, панели, академии, кои претежно странски фондации ги организира. Така, ева најопшто прашање, колку младите се политички писмени кај нас, ако ги земеме како една поширока група, речеме од 15 до 29 години? Па не знам дали категоријата политичка писменост е мерлива. Она што интересно индикативно можеме да извлечеме некој индиректен заклучок. Прво, медиумската писменост е слаба, таа е директно врзана со политичката писменост и така младите категории не е подобро него кај постарите. Тоа што се дигитално пописмени не ги прави и поселективни за информации кои се лажни или кои се мисинформации или мала информации или дезинформации, како год да се викаат. Сите тие врсти на информации кои се неточни намерно или случајно. Дури напротив има индикатори кои укажуваат дека најмладата генерација има можеби многу поавторитарни ставови отколку средната генерација. Имаме една, како се вика тоа, една крива графички прикажана, нели, каде што младите имаат поавторитарни вредности од средната генерација и потоа од средната генерација која има малку полиберални вредности, како што одиме кон постарата генерација повторно расте тој степен авторитарни вредности. Тоа ви кажува дека во суштина не е возраста гарант за тоа дека ќе изградите полиберални вредности, иако по правило што Аристотел рекол, како старееш стануваш се поконзервативен, така дека тоа е еден нормален процес, како старееш да станеш поконзервативен, како што те притискаат одредени екзистенцијални притисоци, таа добиваш семејство и така натаму. Кај нас случајот не е таков. Например, кај младите се најподложни на верување на теорија на заговор. Подложни се на доста авторитарни вредности. Не знам, етнички хомогена држава, силен лидер, силна партија и така натаму, што може да значи и некаков тип на револт кон оно што е мејнстрим политика. Тоа на младоста до некаде и стои, условно кажано, е нормална последица и склоност кон популистички опции, бирање популистички опции, генерално популистички решенија. Така да во принцип се работи за генерација, како што објасни еден мој студент, професор, ние сме една нетрпелива генерација, која не сака да се стрпи, која сака резултати одма и на која од приказните на нашите родители ме смачено да чекаат да заврши транзицијата, која кај нас никако не завршува. И затоа се раѓа еден таков импулс, кој можеби е само декларативен, можеби по тоа и не стои баш толку многу авторитарност, ама тоа е прашање за некои други, би рекол, истражувања малце подлабоки. Зорана, како млад човек кој го представува гласот на младите, кој е можеби твоето искуство? Колку сметаш дека ова формално и неформално образование што го продискутиравме сега е доволно во нашата земја? Какво е твоето искуство, меѓутоа и малку пошироко на твоите врсници околу тебе? Пред се ви благодарам на поканата. Огромно е моето задоволство токму јас да го кажам своето мислење на оваа тема. Нешто што е интересно е тоа ако започнеме да анализираме оваа ситуација од самиот број на студенти кои што се запишуваат на политичките студии, меѓутоа и уопшто падот на бројката на студенти кои што се запишуваат на општествените науки. И тоа мислам дека не е доволен показател да разбереме колку овие теми веќе за нашето население стануваат неинтересни за обработка. Не само ние активно да се вклучиме во сите овие процеси, треба да имаме некаков вид на знаење и тоа го покажува нашата адекватност на политиките кои што ги носиме понатаму. Се служувам, како што каже професорот, дека формалното образование едноставно не е доволно и не само што не е доволно, туку не е добро, концептот на формалното образование моментално едноставно не е доволно добар. Нешто што може да се забележи е дека полека паѓа и трендот за неформално образование, односно интересот за неформалното образование токму на овие теми.
поради самиот факт што едноставно младите веќе немаат доверба дека тој вид на образование на нив некако ќе им помогне во целиот процес, нели, на градење дури на некаков вид кариера тука кај нас. Сметам дека факултетот е веќе последниот стадиум каде што ние треба само да ги надоградиме нашите досегашни знаења. За жал, кај нас ниту основното, ниту средното образование не ја нудат основата која што им е потребна на сите млади за понатаму да бидат активно вклучени во политичките процеси. И тоа е првиот проблем, заради тоа што дури ако забележите и тоа како се третираат сите неформални активности во средните и во основните училишта, токму на овие теми, можеме да заклучиме дека самите училишта си ја прават таа пасија нели пасивност на учениците. Така што тоа потоа се одразува и кон самиот избор на студии, кон самиот избор дали ќе бидеме активни или не. Другиот проблем е огромната неинклузивност на нашите платформи кои што нудат некаков вид на политичко образование, не во смисла на тоа нели не се тие се затворени, меѓутоа по моето искуство што можам да забележам е дека луѓе кои што доаѓаат на пример од помалите средини многу поретко го добиваат овој вид на информации дека ја имаат таа можност. Понатаму исто така луѓе кои што имаат одреден вид на попреченост многу ретко ја добиваат можноста да се образуваат на овие теми. А тие се сепак нели еден дел од младите кои што треба активно да бидат вклучени, на крајот на денот некои промени кои што треба да се случат треба да бидат наменети токму кон нив. Доколку ние не ги вклучиме тие луѓе, не можеме да очекуваме дека ќе имаме ниту подобро образование, нели ниту подобар аутпут од сето тоа. Така. Еве можеби од двајцата 3 конкретни препораки или предлози што би требало да се променат во овој поглед? Јас прв, добро. Да се воведе политичко образование, ми се чини во сите средни школи најпаметно. Не само во оние кои се насочени односно стручни, туку и во гимназиите, да не се робува на тој концепт дека другите предмети ќе компензираат и дека луѓето едноставно тоа ќе го научат некако. Да се посвети особено внимание на медиумската писменост како тема, можеби да се воведе посебен предмет или во склоп на овој предмет да биде. Тоа е веќе дебата која треба да поведеме и третата препорака би било да не се ствара социјален стереотип дека постои невработливост ако завршиш општествени науки. Ако зборуваме за вработливост, постои вработливост само со 2 професии, се друго би требало да падне во вода, тоа се информатички техничар, така IT и нешто во областа на медицината и можеби психологија како трета област. Така да мислам, ако зборуваме за невработливост, работа нема со ниедна професија, генерално. Така да мислам дека се створи на многу лош стереотип дека ако завршиш општествени науки ќе завршиш на улица. Факт е дека треба многу повеќе иницијатива, факт е дека треба многу повеќе снаодливост понекогаш, малци повисок степен на социјален и културен капитал кој треба да го стекнеш за да можеш да влезеш на одредено место и да работиш, меѓутоа не мислам дека е проблемот толку голем колку што е пренагласен. Сите мислат дека ќе бидат информатичари и ќе заработат многу пари преку ноќи, како што беше правниот факултет на пример во 90-тите полн, така сега финки, нели. Тоа се трендови големи општествени како се движат, така ги следиме. Мене ме е страв, третата препорака ме е во тој правец да не се плашат луѓето од општествени науки, да не се плашат за вработливоста и да не се бидејќи ми е страв дека ако продолжи овој тренд ќе останеме без критична маса на луѓе кои ќе можат информирано и стручно да ги следат социјалните состојбите во политиката и во општеството и соодветно да реагираат на нив, да ги критикуваат и да се створи еден здрав јавен дискурс со доволно луѓе кои ќе може да бидат некаква критичка јавност. Ова е повеќе список на желби колку препорака, ама тоа е тоа што го размислувам. Твојот список? Мојот список веројатно би бил и малку подолг. Меѓутоа, првата работа која што ја забележувам, можеби сум ја почувствувала на сопствена кожа и многу ми пречела е моментот на како те обележуваат во општеството кога ќе кажеш дека се занимаваш со политички науки. И првата препорака е нашето општество и пред се институциите да на некој начин престанат сите
политиколози да ги израмнуваат со политичари. Заради тоа што јавниот дискурс за нас како луѓе кои што го учиме тоа, кои што го предаваме тоа, кои што сме, кои што имаме огромна пасија да работиме на овие теми, не е воопшто слично со реал политиката. И тоа е првата моја препорака, дека нашето општество мора да почне да ја прави оваа разлика, ако сакаме да стигнеме до степенот да имаме здрава критичка маса и здрав јавен дискурс. Втората препорака дефинитивно би одела во истата насока како што каже и професорот, на поголемо политичко образование, особено во средното образование, затоа што мислам дека токму тогаш ние како млади лица го оформуваме нашиот критички став. И токму тогаш треба со нас најмногу да ни се даде просторот да се изградиме во здрави личности. И третата препорака е да се намали и поларизацијата на општеството, меѓутоа и партизацијата. Заради тоа што дел од овие проблеми кои што нас за жал ајде да кажеме снајдоа како политиколози, како општествените науки, е проблемот со партизацијата и поларизацијата на општеството. И доколку сакаме да го постигнеме сето ова, тоа е првата работа која што мора некако да најдеме начин да ја промениме. Меѓутоа, за разлика од сето друго, каде што можам да кажам дека институциите се првите кои што треба да дадат, овдека мислам дека и самите ние мора да почнеме да работиме од самите нас. Ако ние не си бидеме добар пример за луѓето околу нас и за самите себе, тогаш не можеме да очекуваме дека другите ќе веруваат во тоа. Така што мислам дека ова е двонасочна улица и колку што општеството треба да работи институциите, толку треба да почнеме од самите. Да, апсолутно. Еве можеби препорака до нас, граѓанските организации, да не ги отвараме овие теми повремено, пред избори, после избори во тој период, туку постојано да имаме можност да зборуваме за овие теми. Океј, тука ќе премина малку кон младите и гласањето. Според некои скорошни истражувања имаме дека секој втор млад човек редовно гласа на избори, додека околу 26% понекогаш гласат. Меѓутоа, исто така велат истражувањата дека околу 8 од 10 млади, што му доаѓаат над 75% од испитаниците на овие истражувања, велат дека властите воопшто не се грижат или деломно се грижат за потребите на младите. Па еве ме интересира од ваша страна, можеби Зорана со тебе би започнала сега, кои се ставовите на младите кога станува збор за избори, за гласање, за вклученост? За жал, се почесто можам да забележам и од приватни релации, меѓутоа и од останати работни релации кои што ги имам со младите луѓе, дека се повеќе и повеќе апатични. И тој тренд на незаинтересираност кон политичката ситуација кај нас се повеќе и повеќе ме загрижува. Затоа што од едната страна ги имате овие апатични млади кои што едноставно свесно избираат дека не сакаат да се вклучат во процесите, а од другата страна не дека е лошо, меѓутоа и го имате оној дел на млади кои што се активно вклучени во политиката во држава, односно преку партиските подмладоци, што воопшто не е лошо, напротив, на нас ни требаат млади умови кои што ќе дадат некоја нова свежина на партиите, меѓутоа на тоа ни треба на нас корективот на критично јавно мислење кое што повторно го немаме. Тој геп е премногу голем преку од едната страна оние кои што се преапатични и од онаа страна кои што се дури на некој начин млади кои што не се објективни. Така што тој тренд за жал сметам дека ќе биде таков уште долг период, дека тука повторно политичкото образование ја игра својата улога каде што ги подучува младите дека нивниот глас има како да биде слушнат. Има начини на кои што тие може да го кажат, меѓутоа самото незнаење се прави ние да мислиме дека немаме друга можност. Така што јас тука мислам дека лежи најголемиот проблем, а и другата работа е што, како што кажа и ти, овие теми за млади вклучени во политика или во целите процеси се отвараат многу периодично.
И ние доколку немаме константност во тоа што го зборуваме дека младите постојано треба да бидат вклучени, не само пред избори кога треба да се направи да се соберат гласовите и да се направи агендата за победа, мислам дека би било многу поразлично. Смачено им е на младите едноставно секој пат да бидат прашувани, да бидат тапкани по рамо дека после изборите ќе биде подобро и потоа повторно да се вратиме на истото. Професора, зошто е тоа така? Кои се причините поради кои што младите не избираат да гласаат, можеби почесто? Или да се вклучуваат? Вчера гледав некоја анкета, имав некој полиси бриф за пишување и гледав анкета од различен избор од вашиот, кај што беше прашано дали би гласале на следните избори. Значи не дали гласале, дали евентуално би гласале, туку дали ќе гласаат на следните избори. Гласаат дупло помалку отколку средовечната и повозрасната група. Дупло помалку. Значи таа е мобилизација која е практично на пола од она што е компарирано со средовечната и со помладата генерација. Истражувањето не понуди одговори зошто, меѓутоа можеме да ги на некој начин да ги насетиме. Да, незадоволството од сопствената позиција во општеството е веројатно една. Меѓутоа факт е дека да не потцениме еден друг аргумент. Луѓе кои се изложени на екзистенцијални притисоци, како што се средната генерација, например, средовечната генерација, која веќе има деца, семејство, или постарата генерација, секако ќе биде помотивирана да излезе. Си носи младоста малку и нели една ноншалантност, една, да речеме, ведрина и бавење со некои други теми, не нужно се луѓето политизирани. Не мора да е секогаш последица само на негативни фактори. Се разбира дека младите имаат сепак и поголем ентузијазам, меѓутоа тој не мора да биде изразен преку партиципација во избори, може да биде изразен на многу други начини, како што е, не знам, општествен активизам и така натаму, кампањи, вклученост во сосема други процеси. Меѓутоа факт е дека кај изборите постои оваа резигнираност кај младите, која е резултат и на добри и на лоши појави. Односно на лошите се согласувам, тоа е таа некоја недоверба дека нешто особено ќе се промени за нив. Она што кога си млад не го разбираше дека промените се во општеството многу инкрементални. Нагли промени не се случуваат. Нагло подобрување на ситуацијата никогаш нема да се случи. Такво нешто нема. Меѓутоа ако ме прашате мене, јас не знам кој сум бил млад пред повеќе од 20 години, сега сум така младо-средовечен човек, ситуацијата за младите е многу подобрена, многу повеќе опции постојат. Меѓутоа, прагот на толеранција на генерацијата која е сега млада е многу помал од прагот на толеранцијата на нашата генерација. Да се замине во странство е првиот импулс, да се заврши финки медицина за да ја фатите вратата за Германија, така е, тоа е како да кажам, тоа е нешто што веднаш настапува како решение. Ние бевме генерација која се соочи со некоја екзистенцијална несигурност и моравме да речам, ни значеше тоа да се снајдеме тука и да останеме тука и така натаму, иако да не идеализираме, во мојата генерација имаше многу луѓе кои заминаа во странство. Со мојата генерација можеби почна тоа поинтензивно иселување. Меѓутоа факт е дека сега ситуацијата е подобрена и во екзистенцијална смисла, ова не можете никако да го споредите со декадата на 90-тите. И можностите се поголеми и цивилниот сектор е многу поголем и кампањите во кои можеш да се вклучиш се помногу убројни и начините на кои можеш политички да се изразиш и дигитални платформи кои постојат, се е подобро, меѓутоа едноставно се соочуваме со генерација на која тоа едноставно не е доволно. Заради тоа што си бара прва екзистенцијална некаква оптимизација условно на животот, не само да преживеат. Мојата генерација која живееше во неизобилство, во оскудност и бараше да преживее, вашата генерација бара да живее. Во тоа е разликата меѓу двете нешто ги кажа time series, така, односно временски бечови, како се нарекуваат тие временски кохорти ги нарекуваат во статистиката на миленијалци, ксенијалци, генерација Z и така натаму. Имаат тие врска со менталитетот на младите, апсолутно. Тие истражувања не се рендом, не се случајни, така. Така да може би младите и е нормално да бидат малку попасивни, затоа што се бават со малку поинакви теми, затоа што се помалку изложени на екзистенцијални притисоци, меѓутоа факт е дека постои една резигнираност во однос на тоа што државата нуди, колку може да им понуди, во која мера може да им ги подобри условите за живот. Така да и една работа која не смееме да подцениме, младите не гледаат други млади луѓе во политика или не ги гледаат пречесто. Но овде е не е геронтократија, меѓутоа е владење на некоја средна зрела генерација, во која веројатно некој што има 20 години воопшто не се препознава и си вика, па добро, ова е дисциплина за постари луѓе, за средовечни луѓе, така немам ја што да барам во ова, него не разбирам тој јазик, него разбирам тој менталитет, така,
што реков, мојава генерација со некој сурвивалистички менталитет повеќе сочена и вика ова е нешто што мене ми е глупаво, така или не ми е приступачно, не ми е разбирливо. И затоа одлучува да се повлечат, барем додека нивната генерација не нагази малце појако нели на сцената, па можеби тогаш ќе имаат мотивација да влезат во политика. Меѓутоа тука би сакала само да додадам уште нешто, затоа што сосема се служувам со тоа што го зборува професорот, а од другата страна младите и многу често по тоа што можам да го забележам влегуваат во некој тој мајндсет на размислување на самовиктимизација. И на пример и тоа не смееме да го исклучиме нели како варијабла за тоа што влијае кон овие процеси. Заради тоа што многу често се забележува тој тренд, ама и јас сум жртвата во ситуацијата и дури да си жртвата се откажуваш веднаш. Кај нас го нема тој мотив да докажеш дека работите не мора да бидат такви какви што се. И тој момент на самовиктимизација константна нас не направи подобри, напротив, направи многу понеспособни. Затоа што ги парализира младите и не бараат начин да станат подобри во тоа што мислат дека се навистина адекватни да го прават. Така што нели тоа не го исклучува не ги исклучува младите дека се само они жртви на политичката ситуација тука. Пред некој ден погледнав интересно видео кое што излезе во нашите медиуми. Ги прашуваат случајни минувачи млади на улица колку ги знаат нели председателите кои што ќе излезат на изборите, кандидатите не знам за пратеници и слично, и навистина имавме смешни ситуации каде што голем дел од младите никого не познава или пак ги меша ликовите. Па што мислите, како младите носат одлуки за кого да гласат? Колку се запознаени со целиот тој момент на избори? И како носат одлуки, барем оние што ќе излезат да гласат? Дури луѓето кои се многу информирани пак носат интуитивни одлуки. Така да мислам дека тој момент на политичка интуиција или на што ти е идеолошки блиско или што те фасцинира е битен. Кај нас, например, популистичките партии кои се појави однеодамна имаат најголемо упориште кај најмладите и најстарите гласачи. Тоа е многу интересно. На средната генерација таа приказна околу популизмот тешко да ја продадете. Затоа што многу им е јасно на луѓето кои се не знам средовечни, кои имаат некакво животно искуство, ако не се пред крајот на својот живот баш, така дека нема бесплатен ручек и нема брзи решенија. И дека тој тип на популистички дискурс каде што тебе ти се нуди решање на сите проблеми преку ноќ одма и сега е приказка за мали деца. Меѓутоа младите се секогаш многу пополетни, многу поподложни на ваков тип на ентузијазам. И тој ентузијазам ги мотивира да бираат опции кои се популистички. Така да мене не ми изненадува зашто е тоа така. Сосема ми е соодветен одговорот, условно кажано. Меѓутоа дали носат информирани или неинформирани одлуки, па тоа не е ни важно. Не мислам дека информациите се клучни за градење на политички стави. Информациите и когницијата се пожелни. Ке изградиш подобар став затоа што е попрецизен, поточен, поинформиран. Ама во политиката принципи фактите не се битни се перцепциите. Така да емоциите, афективноста, емотивниот набој секогаш играле многу поголема улога кај нас, особено што сме таква малце, би рекол, екстровертна култура која е подложна на афективни, како да кажам, испади, условно кажано, јавниот дискурс не е прилично афективен. Тоа е многу побитно каков сентимент ќе створите за одредена политичка опција, отколку младите дали се информирали или не се. Иначе денеска не постои подобар време во кое може да живеете да бидете поинформирани. И не постои истовремено и полошо време, затоа што сите информации кои се на интернет, кои се на сајтови, кои на социјални мрежи, кои циркулираат по портали, истовремено треба да имаш барем минимум критичка свест, да знаеш што тоа точно, што е неточно. Да имаш, не знам, можност да филтрираш информации. Не секој ја има таа можност. Така да мислам дека тој младежки револт и бунт понекогаш води во погрешни заклучоци, меѓутоа факт е дека емоциите играат поголема улога отколку спознавањето или когницијата, бидејќи луѓето во принцип не ги носат одлуките исклучиво врз база на она што го знаат, туку и на она што го чувствуваат. Па така и кај младите, иначе апсолутно сите информации можете да ги проверите, се е денеска прилично проверливо, многу попроверливо од времето кога јас бев млад, например, кога интернетот беше во некаков зачеток, а што велат I'm older than the internet, така да јасно е зошто така да мене не ми изненадува таа дистрибуција на тоа каде, например, популизмот цвета. И нормално најстарите кои
така пред крајот на својот живот само гордоста ти останува, веројатно и веќе не му одговараш на никого и малце си револтиран и нормално е да бираат ваков тип на опции. Мене не ми е ништо тоа некаква социјална аберација или аномалија, тотално ми е јасно зашто е тоа така. Зорана, од твоја вака секојдневно искуство со врсниците, со пријатели? Јас првичниот проблем е медиумската писменост. Повторно се враќам на тоа, затоа што кај нас, тоа го зборувам многу често и со нашите студенти, меѓутоа и со мои пријатели кои што не се во оваа сфера и не ни сакаат да видат. А тоа е дека многу често ние како млади бараме да го слушнеме тоа што го сакаме, а не тоа што ни треба како информација. И ние намерно бегаме од она кое што треба да го слушнеме. И одлучуваме да се ставиме во тој круг на информации кои што ни годат на нам. И мислам дека многу голем дел од младите кои што дури и одлучуваат да гласаат, одлучуваат според, како што каже професорот, таа емоција и оние вредности кои што се гаени на крајот од денот, дури и од нивното семејство. Значи, вредностите, емоцијата, начинот на кој што нашето општество ги израснало овие млади луѓе, мислам дека игра многу голема улога во тоа како тие одлучуваат. Меѓутоа, од другата страна, тоа повторно што медиумската писменост не се случува преку ноќ. Медиумската писменост е нешто кое што треба ние да го градиме. Кај нас, за жал, ја нема. Дури да имаат можност да ги истражат тие информации, многу е веројатно дека ќе поверуваат на првото нешто што ќе излезе на социјалните мрежи. И другата, знаете, на крајот на денот, јас сум можеби еден од најголемите поборници за слобода на говор, меѓутоа до каде иде таа слобода на говор. Не можеме да се информираме преку статуси на социјални мрежи, каде што ние читаме коментари, а не читаме она што е изложено во официјалните медиуми. И не можеме да оставиме младите кај нас да одлучуваат според дискусијата која што се одвива на Facebook, а не она кое што е презентирано во јавноста. Како можеме да го провериме ова? Несумнено младите се на социјалните мрежи, несумнено имаме нова ера на информации, нова ера на движење на младите. Можеби она што за мене или за тебе пред неколку години беше нормално, сега веќе не можеме, не знам, барем јас така чувствам, не можам воопшто да се поврзам, навистина излегуваат од година во година некои нови тренд работи, па како можеме да ги поттикнеме младите, да донесат вистинска одлука, да се вклучат, да бидат активни? Се поголема застапеност во јавниот дискурс и во за жал кај нас сметам дека се уште главниот момент да стигнеш ти до младите ќе бидат училиштата. Заради тоа што тоа е единствениот начин на кој што ти можеш директно да им пристапиш на таа маса на нови луѓе, зборувам да ги најдеш на едно место. Заради тоа што да, супер се например и онлайн кампањи, меѓутоа дел од тие луѓе па и не се активни онлайн. Така што за жал единствениот начин да се допре до сите млади луѓе или до најголем можен број на млади луѓе ќе биде повторно преку училиштата. Не мислам дека социјалните мрежи се нужно зло. Напротив, секако си имаат и своја позитивна страна. Меѓутоа сметам дека доколку не се побуди таа свест дека не можеме сите кампањи да ги правиме онлайн и сите борби да ги водиме онлайн, за жал сега нема да направиме ништо подобро. Мора да се оди на теренско, едноставно, едуцирање на младите, дека информациите не се наоѓаат само во тој бабл кој што они го имаат во предвид. Тоа е многу интересно ако земете да ги прашате младите колку следат телевизија. Многу од нив ќе кажат дека телевизиските канали воопшто не ги разгледуваат, не ги пуштаат, ниту пак знаат каде можат да најдат најобјективни информации. И повторно ги имаме и проблемот како информираност и проблемот како достапност на секакви информации таму каде што тие се најактивни. Професоре, како да ги поттикнеме младите? Па јас не знам како ќе поттикнеш генерација која е форматирана на 15 секунди внимание. Еве ја не знам. Заради тоа што мислам ја бев генерација која од филмови преде на серии. Затоа што немаме веќе трпение да гледаме 2 сати и 15 минути, осим ако не се работи стварно за некој добар филм и гледаш нешто што е пола сат до 40 минути епизода за да можеш да погледнеш следната, меѓутоа ништо тоа да не ти одземе премногу внимание и премногу да бара од тебе ментално да се активираш. И сега социјалните мрежи практично имаат две нуспојави кои не се добри.
Првата е што форматите на социјалните мрежи, не знам, од Facebook статуси, преку Twitter 140 карактери до TikTok 10 секунди клип. И ти го намалуваш, го баждариш мозокот практично на младите на нешто што не е поише од 10-15 секунди внимание. И во таква ситуација многу е потешко да им продадеш било каков подолг формат за кој веќе немаат трпение. И барат нешто следно да скролаат или некој следен рил да видат и така натаму, без при тоа претерано да го клучиш мозокот дали тоа што го гледаш воопшто има некаква содржина, поента. Јас самиот се фаќам како истото го правам, така да не е дека не знам, јас сум исклучок од таа ситуација, меѓутоа да речам дека можам барем да се погледнам во некое трето лице да речам добро, доста се прикини, заглупуваш. Така после 25-тиот рил што си го погледнал си 10% поглупав веројатно, ама во секој случај многу е тешко да се продаде содржина која бара некаква и која не води кон нешто што е исто така, како да кажам, одлика на времето во кој живееме, тоа е инстантна гратификација. Ја припаѓам на генерација кај што не постоеше инстантна гратификација. Компјутер ќе молиш 2 години пред да ти го купат твоите, затоа што не беше достапен, така? За патики ќе молиш 1-2-3 месеца, па чекови ќе напише мајка ти, па ќе ти ги купи, ама ги исчекуваш. Немаше, не знам, за да уклучиш видеоигра, тоа траеше, беа на касети, па не знам, траеше процесот. Не постоеше процес на инстантна гратификација, на дабл клик и се појавува тоа што го сакаш. Немаше такво нешто. Сега, например, политичките процеси се долгорочни, барат да инвестираш, па не знам, следната генерација да ги има, да го жнее профитот од тоа што ти си го направил, така да ги жнее придобивките. Тоа е вистинското прашање. Како во време на краток концентрацијонен спен, како се кажа, размак, како во време на кога луѓето очекуваат инстантна гратификација, веднаш нештото да даде резултат, како да пратиш пораки кои би биле доволно добри за да, не знам, политички ги едуцираш, критички малце ги разбудиш и така натаму. Веројатно преку истите овие формати само прилагодени. Сега не сум човекот што знае тоа да го направи, не сум највешт, меѓутоа факт е дека веројатно може. Веројатно треба да биде некаков диалог помеѓу оние луѓе како мене кои се залагат за определена содржина и не знам луѓе зад камериве кои знаат како тоа да го направат на социјални мрежи, припаѓаат на генерација која знае како да го форматира за помладите. Така да пак некаков диалог помеѓу различни генерации ќе доведе до некаков успех, односно до можност таа содржина да допре до луѓето и да не им биде досадна. Затоа што во принцип, третиот проблем на социјални мрежи, третиот проблем е наградување на радикалност. И тоа е многу лошо во политичка смисла. На Твитер се докажано е дека стимулира радикалност, зашто ти во 140 карактери треба да бидеш читан. И колку си порадикален, колку си погнасен, колку си поодвратен, толку луѓето повеќе те следат. И толку повеќе ти лајкаат и ти шеруваат и така натаму. Тоа во политичкиот дискурс не е добра работа. И на TikTok, колку направиш нешто поекстремно, толку луѓето поише ќе те гледаат. Ама во политиката тоа не е добро. Политичките вредности се за нешто друго, тие се ориентирани на нешто подолгорочно, на нешто што треба фундаментално да го смени општеството. Со ваков тип на како да кажам, со ваков тип на социјални подесувања условно кои сега постојат, не знам како тоа го направи. Од друга страна, понавистина тоа генерација која е моќна и кога ќе реши нешто да направи, знае како. Многу повеќе од мојата генерација условно. Ние ќе се прашуваме, па не знам, ќе се договараме 3 сата, па ќе план да направиме. Не. Сега земаш го правиш, ги имаш сите дигитални алатки кои ти овозможуваат и добро е што е генерацијата екзекутивна. Само треба малку подобра содржина да стекне, да увиди, да абсорбира. Да, меѓутоа би рекла пак зависи за кои прашања. Не знам кога станува збор за нешто, имам чувство дека кога станува збор за нешто посуштински, баш и не сме толку екзекутивни. Тоа е четвртата работа која не ја кажав. Не знам дали ќе стигнем до 11-12 веројатно. Дигиталната можноста дигитално не знам да пристапиш до било каква содржина. Да се обратиш на било која институција, да искажеш револт на кој било начин. Во суштина, на крај доведува до тоа ти ја намалиш можноста, капацитетот, склоноста да, например, протестираш на улица. Да се бавиш со некаков реален социјален ангажман. Така, ај кажете ми едно критички социјално прашање или политички поларизирачко прашање за кое се собрале луѓе, а да не биле мкнети со автобуси од партии по списоци. Да било тоа спонтано и да речат се изреволтирани сме стварно. Барем млади луѓе. За тастатурите сме сите многу јаки, така, што вика Тони Сопрано, на луѓето во лице нема да им кажеш ни 10% на што би им го кажал позади грб, така и овде. Апсолутно се што кажуваме на социјалните мрежи, потоа ништо од тоа не се преточува во некаква реална
како да кажам, во некаква реална акција која би подразбирала, не знам, луѓе пред влада, пред собрание, пред одредена политичка партија, луѓе пред, не знам, пред домот на некој кој бил насилник или не знам, бирајте ситуација, така. Може и за нешто арно, ајде, само негативни примери даваме. Може и за некоја позитивна работа да се собереме. За позитивно па нема да се собереме, така да не сум сигурен дека таа дигитализација води кон можност ти да учествуваш, ама не води кон тоа да учествуваш многу често. Тоа е разликата. Супер што навлеговме во темата, ете малку повеќе на граѓански ангажман. Зорана, на каков начин младите се активни во последниот период според тебе, бидејќи дел од истражувањата покажуваат дека околу 70% од младите се декларираат дека не се активни, додека над 50% не се воопшто или делумно се заинтересирани за некакви политички настани и случувања. Кај се најмногу сега младите? Зашто најмногу се интересираат? Кога станува збор можеби за граѓански ангажман? Еден факт кој што мене многу ме изненадува, разликата помеѓу мене, која што сум се уште студент, или последната година на мастер студиите и студентите од прва година, тоа за мене беше огромно изненадување кога разбрав колков број од нив работат. Јас кога бев прва година студент, од нас никој не работеше. И за жал, многу од младите ради екзистенцијалното прашање одлучуваат да не бидат активни, младински активни, туку одлучуваат да работат работи кои што секако не се поврзани директно со нивната професија. За среќа, дел од младите кои што се активни, многу често забележувам дека се активни преку невладини организации, фондации, мрежи и така натаму. За жал се помалку. Меѓутоа, тоа сакав да го кажам, за жал се помалку. Сега, тука има два проблеми кои што јас ги забележувам, затоа што имам работено кратко и во невладин сектор, потоа работа преку мрежи на самиот факултет и така натаму. Мојата забелешка е дека и многу од невладините организации кои што треба да понудат местото за активизам на овие млади луѓе не го нудат тоа. Например, тргнуваш да бидеш активен во некоја невладина организација која што нуди работно место, или се е тоа на волонтерска база најчесто, практиканство на волонтерска база и така натаму, мораш да им дадеш на студентите барем мал поттик за да се вклучат во тоа, им бараш, например, работно искуство од, не знам, X број на години. Младите немаат каде да го стекнат тоа искуство. Се помалку и помалку се активни заради тоа што другата страна ги коси екзистенцијалното прашање. За жал, кога ќе разберам колку младите, гледав едно видео, прашуваат кога последен пат сте биле во театар. Дел од младите луѓе велат дека не биле во театар никогаш. Никогаш. И за мене тоа беше поразително, заради тоа што младите не треба да бидат само активни. Културата го прави дури политичкото образование. Значи, само ако забележиме кај нас колку културните настани моментално се незастапени, што очекуваме понатаму, ако младите не се активни за култура, како па да очекуваме дека ќе бидат активни за некаква политичка промена, нели? И тоа е дел од образованието, и културата ја прави политиката. Така што се помалку и помалку се активни не само во организации кои што нудат политички активизам, туку и културен активизам, и значи на секоја останата тема која што може да ни падне на памет, пред се ради социјалното прашање, меѓутоа и едноставно треба да сватиме дека многу е полесно, како што каже и професорот, да си отидеме во странство. И тоа затоа и бројката ни е намалена, затоа што од мојот најблизок круг на пријатели повеќе од 50% се заминати во странство. И тука бројката едноставно се намалува. Не е толку за содржината која што се нуди преку активизмот, туку е неверувањето дека нешто преку тој активизам може да се промени. Ако сме активни преку невладини, треба да имаме среќа или да навистина да ни се погоди нешто кое што сакаме да го работиме, или воопшто ако сме веќе останеме тука ќе одлучиме да бидеме неактивни, да останеме апатични, да се занимаваме со она кое што ни носи финансиска придобивка. Така што многу повеќе проблеми имаме од тоа кои што на прв поглед ги забележуваме.
Професоре, каде се изгуби моментот на граѓански ангажман од аспект на стекнување вештини, стекнување на искуство, од моментот на желба да отидеме да изчистиме улицата, да направиме некоја конкретна промена, нешто од млади за млади? Твоето прашање претпоставува дека некогаш го имало. Па имам чувство дека барем малку го имаше, да. Да, може би 5-6 години, да. Може би постоеше некаков социјален импулс. И тие социјални импулси се врзани со општата политичка обштествена ситуација и така натаму, кога во кој периоди упаѓаме во некаква обштествена летаргичност. И да, може би тука има некои осцилации, меѓутоа мислам дека тој јавен дух кај нас никогаш не бил претерано изразен, барем не во степен во кој он не би бил политички утилизиран или политички инструментализиран. Кога е проследен со некаква политичка инструментализација, тогаш ни е полесно да направиме било каква акција, да изчистиме, не знам, да ископаме, да излеземе на протест, да излеземе на протести така натаму. Надвор од тоа како некаква јавна вредност, мислам дека многу малку се практикува. Така да тој јавен дух е генерално проблем, што Токвил нели во 19 век рече дека јавниот дух е еден од основните обележи и проблеми на демократијата како отсуствува. Така да веројатно овој тренд на пасивизација, помалку и летаргија и меланхолија кај младите го среди тој некој општествен општ тренд на летаргија и пасивизација на самото општество. Кога има, знаеш како, кога има големи политички потреси, има и голема мобилизација, се јавува и голема желба кај луѓето, се јавува и голема поларизираност, се јавува и една, да речам, енергија која тлее. Во моменти кога работите се релативно стабилни, така, таа се разводнува на некој начин и не може да го држи тоа темпо и таа динамика која ние сме навикнати да гледаме претходно, како во моментите кога имало политички раздори, политички превирања и така натаму. Така да мислам дека сега сме во еден релативно долг стабилен период и во такви долги стабилни релативно досадни периоди во развојот на една држава, на едно општество, нормално е таа политичка енергија да се расипе, да се на некој начин релативизира, а и тоа намалување на генерално на младите како бројка доведува до тоа да имате се помал пул на луѓе или не знам избор на луѓе условно кажано кои би можеле нешто да направат. Така да мислам дека сме од некаков оптимум полека га преминуваме некаков субоптимум на сите овие показатели општествени кои нема да одат баш во иднина, барем не за брзо време во правец на тоа да таков активизам се покаже во поголема мера, се додека повторно настане некаква општествена драма веројатно. Декларативно младите се дефинитивно високо на сите политички агенди во држава, меѓутоа што се случува во суштина? Колку младите се предизвик за институциите, колку нивните гласови се земаат во предвид, колку се тие високо или ниско на политичките агенди? Добро, ајде, еве јас пак. Не мислам дека на политичките партии или политичките чинители младите не им се важни. Ни тоа не само како глас. Важни им се затоа што мислам дека нели сите сме родители или повеќето луѓе се родители и сите сакаат да створат некаква атмосфера. Прашањето е дали знаеме како и кои модалитети би биле најсоодветни за такво нешто. Инаку не сум од оние луѓе кои мислат дека не знам политичките партии седат у темни соби и гледаат само да го искористат гласот на младите, потоа забораваат на нив. Веројатно и капацитетите на овие политички центри намок се толкави да не може да ги решат сите прашања или барем не може да ги решат одеднаш. Така имате многу натегнат буџет, стално се задолжуваат и секој ново побарување кое би произлегло од која било групација, па и младите, подразбира нова мобилизација на средства или прераспределба на средства или алокација на средства и така натаму и на луѓе, на човечки ресурси и така натаму, и само по себе е доста тешко. Тука круцијално луѓе имаат политичките подмладаци на партиите. И младите, да речеме, пратеници, помладите пратеници, оние кои се по 25, по 30 години. Ги имаме ли? Па има малку, има многу малку. Реков, нивно присуство би ги мобилизирало, младите би им дало причина да мислат дека можат да успеат. И генералниот тренд на бегање од политиката и тргање од политиката е лош. Јас мислам дека Зорана малку спомна на таа тема, секогаш им викам на моите студенти да не бегаат од тоа дека треба да се активираат во некоја политичка опција. Знаете, кога добрите луѓе, паметните луѓе не се активираат во политичките опции, политиката им ја оставаме на идиоти. Во тоа е целата работа. Така да и тоа бегање од политика не е добро, затоа што потоа политичките партии немаат на радарот моментот дека треба да ги решаваат овие проблеми. Така да, не знам, битно е да си дел и од СДММ и од УМС, да си дел од
младината на ДУИ, не знам, Алијанса, да си дел од младината на други помали партии, затоа што само така можеш на долг рок да донесеш некоја вредност и ако ништо друго да ги ставиш тие младински прашања на мапа. Се додека не ги подсекаш политичарите дека треба да ги решаваат, они немаат многу мотивација да се бават со тоа. Така, инаку не мислам дека име гајле, просто мислам дека нашиот капацитет и нашиот опсег на внимание, па и средства, ресурси е толкав да можете да решите само неколку прашања во еден ист момент. Меѓутоа тука веќе постои борба за прайминг, кој поправ ќе се дограба до тие, или што велам ја кога предавав за една лекција за лобирање, кога ќе биде нов министер, кога ќе дое на власт, вие сакате да бидете првиот што ќе влезе во неговиот кабинет, така и младите. Ако сакаат да лобираат, кога има промена на власт, нов министер и така натаму, треба бидат првите кои ќе влезат во неговиот кабинет за да лобираат за сопствените прашања. И тоа е еден круг на поврзани фактори кои само инкрементално, постепено и на долг рок може да доведат до некаква поголема видливост или желба за решавање на проблемите на младите. Иако тврдам дека живееме во време во кое се нудат многу повеќе подобри опции за решавање на кој било проблем на младите во однос на времето кога јас имав, да речеме, 20-22 години. Да, меѓутоа, ете, и од она што ние го работиме како граѓански сектор, би рекла дека окей, почнуваме да носиме некакви решенија за младите, а меѓутоа што станува збор, често забораваме да ги избуџетираме, често за после 2 години ги забораваме. Донесовме закон за млади и младинско учество, не биде никогаш. Никогаш не биде буџет законот. Какви ветувања се прават? Океј, еве законот за млади да го земеме. ЗМУМП, познатиот, така. Дали се општините виновни што во повеќето општини или во дел од општините, пошто јас ја правев анализата, знам ја пишував анализата, врз база на фактички податоци и врз база на перцепции, дали се криви самите локални невладени организации и организации за млади, младински организации за млади како што е формулацијата во законот, што нема формирано собранија на млади и младински совети или се криви општините. Не се виновни општините. Општините може да ти дадат инфраструктура, може да ти дадат, можеби дел од средства треба да алоцираат според законот, така, некои алоцираат, некои не алоцираат, покажа анализата. Мешан благослов, како ви кажат, некаде даваат и повеќе од што треба од законскиот минимум, така. Меѓутоа факт е дека или непостоењето на инфраструктура младинска во одредени општини, или пасивноста на истата таа инфраструктура, или во поретки случаи поларизираноста, па и политичка на таа инфраструктура невозможува да кохерентно се делува. И тука не можете политичките фактори да ги посочите како виновни. Они може да бидат дел од приказната зошто нештото не се случило, меѓутоа, извинете, јас го предам предметот цивилно општество. Еден од основните принципи на цивилно општество е доброволност. Ти треба со добра волја, заради заштита на сопствен интерес и заради перцепција дека нешто можеш да промениш, да допринесеш и така натаму, треба да формираш, не знам, собрание за млади, собрание на млади и младински совет. А ти сепак не го правиш тоа, ти се нуди законската можност, стекнуваш одредени права преку тоа, ако ништо друго видливост, можност да притискаш општината за определени средства, решенија, можности, пристап. И едноставно тоа во голем број општини не се случува. Така да не би ја прифрлил ја комплетната одговорност само на политичките фактори и локалната самоуправа, напротив, мислам дека сите учествуваат во таа приказна, целата поента е да најдем излез од такво решение, да имаме конституирани совети и функционални. Не е доволно да се конституира, да се собереме и да речеме ја го направивме и никош да не се видиме после тоа. Треба да имаат поента зашто постојат. Па Боже мој, ако во некој средини нема предуслови за тоа, не е крај на свет. Сакам тука само да додадам уште една работа, мислам дека која што многу ги спречува младите за било какво учество, ангажман, активизам и така натаму, е моментот дека кај нас има некоја недоврба дека младите доколку им биде доделена некоја функција во било кој дел од општеството, не се доволно подготвени да стојат позади таа функција. Затоа што секогаш одиме по тоа дека треба да имаш некаков вид на искуство за да се носиш со некоја одредена функција. И во ред прифаќам дека тоа и до некаде е така, меѓутоа од другата страна пак младите ги знаат модалитетите како самите најдобро да си помогнат на самите себе. Така што моментот на недоверба дека млад човек може да стои позади одредена функција ги одбива младите од тоа воопшто да пробуваат да се изборат за некаква функција, вклучително и како млади пратеници. Заради тоа што гледаат дека моментално некоја промена која што може да се случи голема, па и не е баш возможно, тоа што недовербата е таа. Остави на оние кои што се поискусни, на оние кои што повеќе знаат, во наводници кажано. Така што и тоа е еден дел, мислам, дека кој што ги одвраќа младите да проба да стигнат до некоја одредена функција.
Вака, кажете ми, кога станува збор за програмите на политичките партии, колку младите знаат да ги протолкуваат, да ги препознаат внатре ветувањата или можеби на друг јазик колку овие програми се youth-friendly? Не сметам дека програмите не сметам дека не се youth-friendly, меѓутоа сметам дека повторно одиме на популистичкиот момент. Не сметам дека даваат нешто конкретно. И тоа е се убаво така запакувано за да звучи многу добро кога ќе биде кажано, а кај нас критичноста не ни е најдобар пријател, па се тоа така запакувано кога ќе биде кажано на нас ни нуди некоја доверба, меѓутоа не со долгорочна употреба. Така што поголем е проблемот од тоа што се оди на популистично прикажување на решенијата, без воопшто да се соочиме со тоа кои се проблемите. Така што не би кажала дека не се youth-friendly, колку што не се не го потикнуваат вистинското прашање. Професоре, колку млад човек ќе прочита документ од 600-800 страни за еден месец? Не, нема човек што ќе прочита. Или ќе дојде пред влада 3-4 часа да седи и да слуша? Мислам дека нема човек што ќе прочита, па не млад човек, така да мора да има некакви си жеа на сите тие работи и се зависно колку како да ги млад доближиме човек. до младите? Не знам, ако не сте завршиле факултет, многу потешко ќе разберете делот за економија или меѓународни односи, така. А во програмите мора да има и такви делови. Затоа е различно дали имате 18, 25 или 29 години. Степенот на познавање на нештата зависи од формалното образование. За колку год да го критикуваме или колку год да не ни се допаѓа или не знам, да мислиме дека е за никаде, сепак формалното образование ти овозможува да стекнеш критички апарат преку кој ти можеш подобро да разбереш програмата, кој успат кажано и не се напишани на толку тежок и неразбрив јазик. Тие мора да допрат до поширока публика. Јасно е дека тоа кога го операционализирате некој министерство ќе биде документ од 200 страни, меѓутоа во програмата на една, друга или трета партија една реченица, така. И така треба да биде. Така да не сум сигурен дека се направени програмите лошо. Да, некогаш не ги опфаќаат суштинските прашања, некогаш има секакви работи внатре, во зависност од она што вие, меѓутоа најкрупните прашања секако се таму. Сега колку и партиите се држат до она што го ветуваат или она што го пишуваат, особено за младите. Да, особено во делот за младите, тоа е големо прашање. Инаку да, има тенденција тој дел за млади да биде издвоен како посебен во сите тие партиски памфлети и да биде како еден посебен таргет, нели? Сега тоа е добро затоа што можете потоа да ги држите за збор кога ќе дојдат на власт и да измерите што тоа направи или не, меѓутоа повторно велам, треба да стекнете прво критички апарат за да можете да разберете што пишува внатре. Понекогаш и кои се реперкусиите на тоа што го пишува, затоа што повторувам, нема бесплатен ручек, секоја програма, секој проект се пари на даночните обврзници. Така, за се треба да се направи импакт асесмент и така натаму. Така да не сум сигурен дека секој пат оно што ќе го прочитам и звучи како многу добра работа, дека нема баш толкави импликации колку што мислиме, некогаш има многу поголеми импликации од што мислим. Како за крај можеби некоја порака за младите? Земете си 2-3 секунди. Да, има многу пораки кои ги кажавме, не повеќе од една во секој случај. Не знам, ми текнува една песна, ама тоа би било многу вака депресивно и премногу поетично. Таа една песна на еден босански автор кој вели дека никогаш сонцето нема да ве грее како домашното, условно да сумирам во една реченица. Не знам, да се обидат да успеат тука пред да си заминат. Барем да се обидат да успеат. Па ако не успеат, тогаш да имаат барем причина зашто се заминале. Да не осудуваат оваа локална средина априори на пропаст и да не перцепираат дека шансите овде не постојат. Шансите малци сам ги ствараш. Така да тој момент на самоиницијативност, тој момент на некаква, како да кажам, на предприемништво кај младите, да се снајдат, да успеат да најдобро со она што го завршиле како факултет или она што им е струка, да му дават шанса, па нема да биде совршено во никој случај, нема да биде можеби ни добро, ама вреди да се проба. Така да пробајте пред да заминете и дајте се од себе да успеете во локалната средина, затоа што таа сепак најмногу ќе ве награди и сепак само таму ќе бидете граѓани од прв ред, така, и граѓани кои ќе бидат сосема прифатени. На секое друго место сте сепак сакали или некаде да признаеме само гости. Мојата
Ќе пробам да сумирам се во една. Првото нешто е моментот на борбеност. Нешто што најдобро го сватив од самата себе е дека секогаш вреди да си борбен. Ама кога велам борбеност, велам и неприкосновеност, борба за својот глас, да си го искажеш своето мислење, да немаш страв да си го искажеш своето мислење, дури по цена да не е прифатено. Да не престанеме никогаш да се градиме самите себе, затоа што дел од тоа што им се случува на младите е само затоа што во еден момент одлучуваат да не продолжат со своето никогаш нема да знаеш се. И убаво е секогаш да оставаш вратата подотворена и да сватиш дека има работи кои што едноставно не ги знаеш. Не сме секогаш доволно добри во се и тоа колку побрзо го прифатиме, толку ќе биде подобро за нас, така што тоа би било најопштата порака, да не се откажуваме толку лесно од тоа што мислиме дека го заслужуваме, ама да бидеме реални. Како што навршуваме кон денешната епизода, би сакала и се надевам дека барем малку млади поттикнавме кај вас доза на мотивација, доза дека можно е нешто да промениме и се надевам дека ќе бидете активни, ангажирани и барем малку ќе се потрудите и самите да се вклучите во процесите кои што следуваат. Секако да се трудите вашиот глас да биде слушнат, меѓутоа не само слушнат. Дајте малци и се од себе за да бидете и вие вклучени и вие да придонесете во сите овие процеси. Нина Зорана, би сакала да ви се заблагодарам за вашето мислење, за вашето учество во подкастот и се надевам дека ќе имаме можност можеби и по изборите повторно да продискутираме на овие теми. До следниот подкаст, останете во добро здравје и ве поздравам.